микс од гудечки инструменти и електронска музика, тоа само на Пламенка Трајковска веројатно и успева. Гостинка во Македонија на утро, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро за вашите гледачи. Навистина ми е многу драго еве утрово што сум овде казал. Имаме многу теми за разговори и секогаш кога се забележувам всушност дека кога ни доаѓате во Македонија на утро и кога промовираме некое ново дело, нова музика, дека се повеќе и јас се изненадувам. Ги поместувате границите постојано. Ви благодарам. Навистина, нашата задача да доближиме класичната музика до широката публика. Низ годините на некој начин зема поголем замав, бидејќи се чувствуваме малку похрабри да чекориме во таа насока. Така што оваа форма, како што е направена Одата на радоста, тоа е кросовер, практично ја сметаме за форма која што има задача да доближи класичната музика пред се до младите, бидејќи во незе имаме современи музички ритмови, имаме современи музички изрази и начин, нели, да доближиме класичната музика до широката публика, меѓутоа особено до младите кои што на некој начин се научени на ритамот, на нешто што е поагресивно. И оваа позната тема од 9-та симфонија на Бетовен не случајно ја промовиравте на Денот на Европа. Некако се поклопија коцките. Да, 9-та симфонија на Бетовен. Практично оваа година се навршува 200 години од праизведбата на симфонијата. Одата на радоста е дел од оваа симфонија, од незиниот 4-ти став. Исто така, Одата на радоста е земена како тема за химната на Европа, а Денот на Европа е 9 мај, така што ние ја направивме композицијата веќе на крајот на април, ја промовиравме на сите онлайн музички мрежи, а спотот беше премиерно изведен на 9 мај. Кога станува збор за вашата работа, низ годиниве се научивме на комбинација на различни и звуци, и мелодиски линии, и хармонии, но оно што е уште по неверојатно е што публиката ужива и навистина и се допаѓа овој стил на музика. Да, се разбира дека класичната музика во незината автентична форма си ја има својата убавина, меѓутоа ние имаме современи музички текови и практично ги земаме тие текови и на тоа додаваме класична музика. Повторно, значи, да искреираме на крајот на денот нешто ново, нешто што практично ќе представува фузија на едното и на друго. И во текот на годината агендата ви е преполна и со настани, и со концерти, и учества на фестивали. Последно знам дека настапивте на Жените од светот во Истанбул на фестивалот. Како помина се? Да, тоа беше еден прекрасен проект кој што беше со наслов My City, My Voice, значи мојот глас, мојот град, мојот глас, каде што беа организирани жени, композиторки, музичарки од балканските простори и жени од Турција. Практично тоа беше повеќе месечен проект во кој што ние имавме задача да искреираме композиција која што е инспирирана од нашите градови. Значи, бевме упатени да снимаме звуци од улиците на, конкретно јас од улиците на Скопје, од реката Вардар, од славечињата во Радишани и практично сите тие звуци требаше да се имплементираат во една нова композиција. Така настана композицијата Ламенто Вело, која што беше снимана во студиото Шум во Белград, и која што премиерно беше во живо изведена во Истанбул во рамките на тој фестивал Жените од светот, на кој што навистина беше на едно многу убаво ниво. И ова е само еден од концертите или настапите кои што го имавте на агендата. На што се фокусирате во периодот кој што следува? Тоа што минатата недела имавме концерт со Агогик во Киц. Исто така имаме уште еден концерт со танго тема, значи со Агогик и заедно со танцова двојка, која што ќе танцува танго. Ќе имаме концерт на 12 јуни во Офицерскиот дом во Битола.
Истиот концерт планираме, значи во октомври, повторно да го дадеме во Струмица. Она што посебно ме радува е дека имаме закажано концерт на 27 јули, кој што е поддржан од Министерството за култура, каде што имам задача да искреирам час и пол концертна програма за гудачки квартет, инспирирана од балканските фолклорни теми за гудачки квартет. Тоа навистина е предизвик и интензивно работам на проектот. Оние кои што ја знаат вашата работа, знаат дека во ниеден сегмент не ги заборавате и децата, бидејќи сте една од уметниците кои што често говорат гласно дека културата на живење се учи. Популарни се многу и многу барани и многу посетувани концертите за деца кои што ги правите. Ке имаме ли таков некој во периодот кој следува? Значи, она што го направив изминатите години, тоа е дека го искреирав карнавалот на животните. Практично тоа е автентична композиција која што има напишано Камисе Санс. Меѓутоа тоа има направено за мал камерен состав. Јас таа композиција ја обработив за виолина и за пијано и практично родителите и децата и денеска можат да ја преслушаат композицијата на Spotify или на сите онлайн музички мрежи. Се разбира дека планираме концерти од септември натаму за детската популација. Пред да го започнеме разговорот, ми споминавте, Кристина, како случајно испадна Уда на радоста. Практично од никаков договор направивме магија и навистина е така. Веројатно најубавите дела случајно испаѓаат најубави. Да, значи токму така. Одата на радоста беше искомпонирана, беше некаква рамка, имаше некаква скица. Меѓутоа, стално се шегувам дека некои интересни работи постојано ни се случуваат во гудачкиот квартет или пак со гудачите кога работиме со малите камерни состави. Бевме поканети да свириме на отварањето на Убавена е здравје на саемот и по тој повод требаше да се дотераме и требаше да изгледаме убаво. Меѓутоа имавме посебно истакнато дека ќе имаме шминкање кое што на некој начин ние секогаш се шминкаме, меѓутоа тоа ќе беше професионалното шминкање. Па си реков себе си, па зошто кога ќе се нашминкаме, кога веќе сме таму, нека дојде професионален фотограф да ни направи фотосесија. И понатаму ми текна, ама сега ние доаѓа 9 мај, може би е добро и да го композицијата да ја снима, па повикавме и видео така некој да не снима, така што заврши настанот, бевме сликани снимани на настанот, меѓутоа дополнително отидовме во студио каде што ја направивме и фотосесијата и видеото кое што гледачите може да го проследат. И како се постигнува се, имајќи предвид дека сте и редовно ангажирани и работите во Македонската филхармонија, па некако кога ќе се збројат сите овие активности на агендата, доста е богата, треба многу време и енергија ово се да се постигне. Јас мислам дека тоа е мојот личен карактер кој што едноставно ќе зборувам дека може би е благослов, дека едноставно саме идеите ви доаѓаат, ентузијазмот никогаш не згаснува и желбата за музицирање, тоа е нешто што си го носам во себе си. Се договоривме емисијата да заокружиме со уште едно дело, кое што секако ќе го препознаат по првите ноти нашите гледачи. И сега, оно што ме интересира, домашните песни, домашната музика, или може би оние странски преработката на веќе познати композиции странски, што е оно што повеќе вам ви лежи на срце? Ој девојче ќе ја слушнеме, па некако сака паралела да направи. Значи, како личност која што е неизмерно љубопитна, не наоѓам граница каде точно нештото што ќе ми се допаѓа, нештото ми се допаѓа едноставно затоа што мене ми е убаво и тука е почетокот и крајот на тоа. Дали е тоа фолклорна тема, дали е тоа класична тема, дали е тоа популарна тема, на вистина. И тоа сакав да прашам, постои некој дело кој што да речеме се уште во фиока, па не сте собрале храброст да му дадете некаква нова музичка димензија? Има многу дела во фиоката. Да. Добро, ќе чекаме и ќе ги промовираме во Македонија наутро, може така? Да, се надевам дека ќе повеќе
ќе го убрзам представувањето пред јавноста за моите нови дела и се разбира вас ќе ве информирам. Апсолутно, и ние со нетрпение ќе ве очекуваме секогаш сте добро дојдени во Македонија на утро, тоа знаете.